Виничките села се уште со елементарни проблеми. Во најголем дел од нив нема асфалтирани патишта, наместо канализација се користат септички јами, а сериозен проблем е и водата за пиење. Се во ова тие денес му го кажаа на градоначалникот Ивица Димитров и побараа нивните предлози како приоритетни да бидат финансирани од буџетот за наредната година. Најпрво што треба да се решава да се гледа со некои стручњаци за подолг временски период, не да се реши само за зимото. Сега, кој ќе го решаваме, значи има шанса. Ајде да речеме од Виница една шанса, друга шанса е Бушоти, трета шанса е таму Лисец и Кирчо беше кога не одие вода и доле сте ние одили па таму не знам колку е во близината. Али кога ќе дојдат тие да видат, знае се колку е населението во Лесци, колку домаќинства има, да се види стручњак да каже дека барем 10 години ги задоволува. Значи мора да се направи и реконструкција на водоводната мрежа. Тоа е едно со друго како приоритет што мора да се реши. Ние цело лето сме без вода. Освен за време на животот во селските средини со проблем се соочуваат и за време на смртта. Еден од главен приоритет што сметаме сега треба да се реши, а што нема да одземе многу од буџетот е нова парцела за гробиштето Блатец. Сите нивни потреби ќе бидат ставени на хартија, но динамиката на нивната реализација ќе зависи од расположивите средства. Дополнително своји приоритети има и самата општина. Како покрупни проекти за 2018 година ни се предвидени патот од Петланска река до село Бигла Делчевско целосно да биде асфалтиран. Тоа е на постојната траса. Исто така предвидени се средства 2018 година и да се изгради и толку очекуваната филтер станица во село Трсино. Преговараме и за други проекти со владата на Република Македонија, аплицираме до источноплански региони за сите проекти кои што ги изготвуваме и кои што ги има изготвена општина Виница. Општина Виница веќе го објави јавниот повик до сите здруженија, клубови и организации кои ќе бараат поддршка од општината своите програми да ги достават најдоцна до 1 декември 2017, а по изработката на нацрт буџетот ќе следува и јавна расправа по истиот.